Термосоларна електрана во Мароко чинела околу 600 милиони евра, нешто како нашето Скопје 2014. Оваа модерна и еколошка централа произведува струја и за разлика од фотопанелите ја складира енергијата и ја претвора во струја кога нема сонце. Сонцето е голем адут за земјите каде тоа великодушно грее. Тие земји се вртат кон неговата моќна топлина, произведуваат енергија и го намалуваат загадувањето од фосилните горива. Шпанија почна прва, Италија, Кипар, Грција, Португалија ќе следат. Македонија со повеќе од 250 сончеви денови во годината би била дефинитивно играч. Кај нас енергијата повеќе не е под земја, таа е на небото. Нова дознава дека проектот за термосоларна централа за Македонија веќе постои. Француската влада во 2011 година му платила на Елем €500,000 за студија за изводливост и исплатливост на термосоларна централа во Рек Битола. Идејата била на сега екс-вице-премиерот Ставревски. C'est une étude qui recommandait que la centrale au lignite se transforme en centrale pour partie solaire et pour partie au fioul. Donc elle serait beaucoup moins polluante et elle aurait pour objectif évidemment d'utiliser des nouvelles technologies. Но и по 5 години Македонија нема соларна електрана, но има многу загадување кое ги вознемирува битолчани. Дали е загаден воздухот во Битола? Да. Од што? Од рек. Дали сметате дека воздухот во Битола е загаден? Претерано. Од што? Кој се знае кој е? Најголем загадувач е рек. Најпоќе Најпоќе. Од што? од рек. Дефинитивно, да. Го загадува. Да, имате на што го базирате тоа? Па на бројот на зголемени малигни заболувања, рак на плуќа и тие работи. Заклучокот на студијата, изработена од македонски експерти, е јасен. Соларната енергија може да се додаде на постоечката термоелектрана во Битола и Македонија да добие соларна хибридна централа. Со тоа, Македонија би станала прва во Европа со ваква хибридна модерна централа. Според студијата за исплатливост, ова ќе ја чинеше Македонија 32 милиони евра. 85% од парите ќе дадеа европските банки, а Елем останатите 15%, или 10 пати помалку отколку што ќе даде за Рајската градина. Барокната фасада на Елем и Рајската градина ќе ни донесеа една соларна термоцентрала финансирана 100% од граѓаните на Македонија без да бараме кредит. Но Македонија од инвестиции ја одбра градината, а од технологии наместо кон сонцето остануваме на јагленот, и тоа оној со низок квалитет кој драматично загадува. Тоа не е тврдење кое го има некој од граѓаните или граѓанските здруженија, тоа е тврдење на Министерството на животна средина, на нивниот официјален сајт. Добро стои дека најголем загадувач во Македонија е во индустријскиот дел, значи е Рек Битола. Тука е прашината со која се соочуваат луѓето во Пелагонискиот регионот, каде што малтене цела Македонија се храни, ама ако не повеќе барем ние во овој регион. Според студијата на организацијата Екосвест, насловена "Колку чини животот", емисиите на загадени честички во Македонија ги надминуваат сите дозволени лимити. За PM10 честички, например, според Светската здравствена организација, препораките се исто така 20 микрограми на метар кубен. Според европската легислатива, 40 микрограми на метар кубен е граничната вредност, а на годишно ниво, додека пак на ден 50 микрограми на метар кубен е граничната вредност, меѓутоа не сме да се надмине повеќе од 35 пати во годината. Така што знаеме кај нас во Македонија поголемиот дел од времето е надмината оваа вредност. Нова сакаше да дознае зошто соларната централа останала досега само на хартија. Во Елем ни одговорија дека не се откажале од проектот, но во моментов приоритет е јагленот. Рек Битола се ревитализира за да продолжи да работи на јаглен. Првата фаза со автоматизација и модернизација на термоблоковите е целосно заокружена, а во моментов течат активности за целосно завршување на втората фаза преку модернизација на котлите, како и третата фаза од модернизацијата која ги вклучува процесите
десулфуризација и прибирање на прашината од термоелектраните. Со реализација на оваа фаза, во наредните 2 години се очекува емисијата на прашина да биде сведена во рамките на дозволените граници во согласност со Европската директива. Илија Балтовски, председател на невладината "За нас се работи" во Битола, не верува во оваа прогноза на Елем. Ако сега одете во рек Битола, ќе видите ридови брда, значи цели, со пепел. Кога и да дувне ветер, мал ветер, таму е катастрофа, може да се види една катастрофа. Сите околни села тоа го дишат, душе и многу околни села се иселени во годините низ кои работи рек Битола, меѓутоа ова што сега се случува овие години наназад е стварно катастрофа. За мене е поголем проблем, лично јас го гледам како поголем проблем тој од пепелувањето, отколку ова што се инвестира сега во ревитализација на блоковите. Елем вели исто така дека се работи и на топлификацијски систем кој треба да го подобри квалитетот на воздухот. Откако ова ќе биде завршено, ќе се размислува за соларна централа. Според техноекономската анализа, заштедата на јаглен на годишно ниво би изнесувала 20 до 30.000 тони јаглен, што како количество е доволно за ден до ден и половина работа на 3 термоблокови во рек Битола. Со оглед на релативно малите заштеди на јаглен, приоритет е даден на проектите кои се веќе во тек на реализација. По завршувањето на веќе започнатите проекти, како и по дополнителната изработка на анализи за ефектите од изградбата на концентрирачка соларна електрана, ќе бидат одлучени и понатамошните чекори околу предметниот проект. Во основа на нашата енергетска политика е стратегијата за развој на енергетиката до 2030 година, изработена од Македонската академија за науки и уметности. Таа вели: максимално искористување на обновливите извори на енергија спаѓа во приоритетните активности на подрачјето на енергетиката. Но ова се само воведните зборови на стратегијата. Во поглавието "Визија за развој на енергетиката до 2030 година", како да заборавиле дека во воведот зборуваат за обновлива енергија и набројуваат 3 сценарија: 2 нови централи на јаглен во Мариово и Неготино, нуклеарна централа во Мариово и нови хидроцентрали во двата наведени случаи. Јагленот повторно ја игра главната улога, со 70% учество во производство на енергијата, додека истовремено Европската Унија планира до 2050 година тотална декарбонизација на енергетскиот сектор. Инвестициите во обновливи извори на енергија во Македонија се занемарливо мали. Засега има една мала централа на ветер во Богданци. Според стратегијата на МАНУ, хидроцентралите се најдобриот обновлив енергетски извор за земјава. Експертите пак велат дека водата е доста несигурен извор на енергија. Потребно е значително да се напушти јагленот како гориво и да се оди кон декарбонизација на енергетскиот микс. Обновлива енергија претежно од сонце и од ветер, значи помалку од вода. Хидроенергијата не имаме потенцијали за хидроенергија, меѓутоа нашите потенцијали за сончева енергија се значително поизразени. Истражувањето на Европската организација ХИЛ вели дека балканските централи на јаглен се помеѓу најголемите загадувачи во Европа. Секоја година централа на јаглен ослободува илјадници тони загадувачи на воздухот како PM честички, сулфур диоксид и озон кои во воздухот се претвораат во нови PM честички. Рекот, како што нагалено го викаат битолчани, произведува 70% енергија во Македонија. Ја поболува Македонија, но и цела Европа. Ан Стауфер, директорка на организацијата ХИЛ, која го истражувала овој проблем, за нова вели. And we found that coal plants in Macedonia cause health costs. И откривме дека централите на јаглен во Македонија прават здравствени проблеми за Европа од 720 милиони евра, од кои 200 милиони за Балканот. Ние сметаме дека ова се значителни здравствени трошоци и тие треба да бидат земени предвид кога се одлучува за енергетските опции во Македонија. In Macedonia and also in other Western Balkan countries. Ние имаме неколку калкулации направено во оваа студија што ја споменав колку чини животот, според која што во моментов
термоелектраните Рек Битола и Осломец, значи емисиите кои што се само од нив се внесени во економетрискиот модел кој што ги пресметува трошоците. Според нив, на ниво на Европа, 447 предвремени смртни случаи се предизвикани токму од нашите две термоелектрани, со оглед на тоа што се разнесува аерозагадувањето. И според сценаријата кои што ги направивме, доколку се усогласат овие две термоелектрани со директивата за индустријски емисии, 411 од овие 447 смртни случаи би се заштедиле. Исто така, нели бидејќи повеќе разни податоци беа земени предвид во оваа студија, годишно, поради овие две термоелектрани во Македонија, 60 нови случаи на бронхитис кај деца се јавуваат. Доколку се усогласат со вредностите за емисии кои што се дозволени според директивата за индустријски емисии, ќе се заштедат 55 од овие случаи на бронхитис кај деца. Значи само 5 деца годишно би добиле бронхитис како резултат од овие две термоелектрани. Невладината за нас се работи, очајнички се обидува да ги натера одговорните да реагираат. Ние бевме присутни на една дебата која што се носеше државната стратегија за енергетска ефикасност до 2030 година. Исто и дел од луѓето кои што беа присутни, академици и тие кои ја предлагаа стратегијата, инсистираа на производство на јаглен, оправдувајќи се дека во моментот тоа е најисплатлива варијанта, дека се друго би било премногу скапо за нашата држава и дека она што го збораме пресметаните човечки животи се внатре во стратегијата, што за мене и за луѓето е недозволиво. Ако веќе имате такви, тоа треба јавно да го кажете, да бидете транспарентни, да му кажете на луѓето дека веќе ве пресметуваме како човечки жртви за некаква енергетска ефикасност. I think when we make the cost argument, we do have to take into Ако зборуваме за цената на обновливите извори на енергија, мораме во предвид да го земеме токму трошокот за здравствените проблеми. Луѓето најчесто не мислат на тоа кога зборуваат за цена. Истражувањата за прочистување на воздухот велат дека бенефитите секогаш се поголеми од цената на инсталирање на филтри или слични технологии. Јасно е дека чистиот воздух и мерките за чист воздух секогаш се исплатливи. cleaner air and measures for cleaner air do pay off. Споменатата стратегија на МАНУ нема ни збор за обновливиот извор на енергија како нашето сонце, на кое цела Европа ни завидува и кое гордо се вее на нашето знаме. Во Македонија како да нема уво што може да ги чуе европските препораки. We recommend Ние на македонската влада и препорачуваме да почне со фази за излегување од централи на јаглен. Нашите истражувања покажуваат дека јагленот не е ефтина енергија токму поради здравствениот трошок што го плаќаат луѓето во регионот и во Европа или што го плаќа здравството. Сметаме дека Македонија не само што не треба да гради трета ваква централа, туку дека треба да ги затвори двете постоечки и да инвестира во обновливи извори на енергија и штедење на енергија. renewables and energy savings instead. Конечно, му веруваме на Елем дека хибридна соларна централа сигурно нема одеднаш да го реши проблемот со загадувањето, но нема сомнение дека тоа би бил одличен потфат кој би одбележал период на транзиција од јаглен кон сонце и фантастичен сигнал дека нашата земја тргнала по вистинскиот пат на екологијата и модерната технологија. Пат по кој Македонија порано или подоцна ќе мора да тргне. Во моментов, за жал, французите ќе градат соларни централи на некое друго место, поподготвено да гледа кон иднината.